Бонжур! Ние сме во Париз! Сега ќе си скачеме на врвот на Ејфеловата кула! Еве како изгледа уствари под Ејфеловата кула. Моментално се наоѓаме и го бараме влезот. Не купивме карти со лифт, туку купивме карти за да се качуваме по скали. Сакаме малце кардио да направиме, ама истовремено и да го искусиме целото искуство уствари. Не да се качуваме, све тоа, ово, оно убаво се види. А за млади, by the way, картите се многу ефтини. За млади до 25 години мислам дека беше, да, 7 евра се. Буквално вреди. Еве ги фамузните скали кои што ќе качуваме, можеби 1 сат. Сакам да видам Ева како ќе го претрпи ова кардио, затоа што она не е толку многу навикната на пешачење. Спремна? Јас сум секогаш спремна за нови предизвици. Ќе покажам како изгледа од најпочетокот, погледот, после до најгоре. Значи, еве, тука има мрежа нормално за некој да не скокне. Се тераме по скалите. Косата воопшто не ми е гламурозна, ама ние сме на прв спрат. Јас изгледам како акнат од гром, ама нема веќе. Битно сме во Париз, луѓе. Можевме да бидеме акнати од гром, ама Небо е тоа, кажува. Уште еднаш. Улала, видете, вау. Трна еве го овој. Грд поглед, извини, смет. Поглед, бе, ало, полубав е од Ејфеловата кула. Пјути мари. Нема гужва затоа што буквално додавме у 9 саца бајле. Ај сега да видите што има на првиот спрат. Има цело иглу позади мене. И еве тука да видите како изгледа надолу. Усвари кај што бевме преск. Гледате како е? Еве, Ева само снима слика, не ми обрнува внимание. Така, ти ме научи да бидам ваква инфлуенсерица. Ти си крив за ова. Обожавам кога ми прави гаслайдинг. Еве, не си скачивме. Јас мислам дека услабнав 15 кг. Мислам дека фризурата ми стана од Џастин Бибер на... Како беше оној со залижаната коса назад? Џони Браво. Од Џастин Бибер станав Џони Браво. Еве го вториот спрат. Ова е погледот. Најгоре ќе пробаме да се качиме. Најверојатно нема да може поради ветрот, затоа што буквално видете што ме направи. Катастрофа. Има како едно мало инкубаторче тука, застанав за да не ме дува ветер, да можам да ви снимам. Буквално е преладно. Поради тоа што е многу ладно, затворен е покривот, стори врвот на Ејфеловата кула. Еве. Тргнавме да бараме добро место каде што ќе можеме да направиме јаки Инстаграм фотки со Ејфеловата кула. Ова е Трокадеро, значи тука е најбавното место за сликање затоа што видите како се гледа Ејфеловата кула. Сега, наместо да се качите тука горе или тука или баш таму горе, кај што се сите за да направите слика, најубаво ви е тука по скалите затоа што нема никој не застанува на скалите. Значи цел момент. Ајде, позирај шмекеру. Телефонот да се гледа у кадар, Ева. Како да се гледа телефонот у кадар? Што сум јас? Ако пола глава ти ја нема, не ми се лути. Јас сум ти видеографер и фотограф. Седнавме да јадеме и мене ми е утна на рачката, ама јас побарав да ми стават кашкавал врз помфрит со сланина. Сендвич со швајцарски кашкавал, однака ми го растопија. Чекате да видите. Види го ти ова. Уствари, чекај да... О мај гад, мислам дека вилицата ќе би се откачи од што. Сега да го преџвакам. Буквално е леп кашкавал салама, да. И палачинка со нутела. Види колку е мала палачинка, вак, у запке ми остана. Човек не стави нутела доволно, не се ми осеќа дека има нутела. Ова инаку сето ме фати скоро 20 евра. It's okay. But not really. Јас земав си нарачав хот-дог, мислев дека ќе биде со виршла, ама изгледа со колбас, што е уште боле реално. Помфрит и кока-кола за 19 евра, пукај ми у глава, значи тоа е човек скоро 1200 денари, сега кој ќе размислам. ОМГ со 1200 денари една недела сум живеела во Скопје. Тука јадам хот-дог и помфрит и кока-кола, ама битно сме во Пахи.
ја гледам Айфеловата кула тука, иако се дрвата малце ја кријат, ама Ова е најпознатата улица, Шанзелизе, и налетавме на нешто на кое што морав да ви го документирам, затоа што... е многу го изедов микрофонот. Ти осај пуста, извини. Што? Ова, се сватив. Беби. Немој, деца не следат. Дечки, среде улица, гледаме ташна. Зграда во форма на ташна. И тоа Луи Витон. Видете ја? Да, се наоѓа веднаш до продавницата, сега ќе ви покажам само момент. Еве Луи Витон, така? Ова е Луи Витон продавницата. Еве го куферот. Значи, ова е во склоп на зграда. Една, како што можете да видите, тука има зграда од позади. Овој дел што е тука, Луи Витон торбата, уствари нема никаква функција. Освен тоа што е многу добар маркетинг за Луи Витон, затоа што луѓе доаѓаат и се сликаат токму тука. Еве можете да видите, стојат луѓе, се сликаат пред Луи Витон торбата. Брилијантен маркетинг на најпознатата улица во Париз. Најстакната, мислам, Париз е познат по модата. Брилијантно. Just a prank. Ние не сме во Париз, ние сме уствари во Скопје. Воопшто не наликува на скопската, but very mindful, very demure. И најверојатно ќе се сликнеме и тука и ќе одиме дома да спиеме и толкова ден еден во Париз затоа што сме изморени. Да. Добре дојдовте во ден 2 во Париз. Мерси боку, мадам. Дојдовме у рандом сендвичара за да си нарачаме нешто храна да јадеме и ова ни е блиску до хотелот кај што сме сместени. Хотелот ни е малце далеко од центарот на градот и тука не знаат да зборуваат англиски, па мораше да нарачувам на француски. Беше малце смешки, јас знам француски колку толку, ама окей беше. Ева не знаеше. Ај се да видиме каква е тука храната, да ја пробаме. Чекај, Ева ја пробува. Прво е многу голема. Бебе, пробај. Обично храната на места каде што не е толку многу застапено со туристи е многу поубава. Затоа што буквално кај Айфеловата кула да си земеш сендвич, нема да е прво волкаво големо, и плюс беше многу ефтино за разлика од цените кои што ги има таму во строгиот центар на Париз. Внатре има многу кашкавал, помфрит има внатре, многу мајонез. На сред пат најдовме место каде што можеме да купиме боба и сакам да пробам боба. И јас ќе пробам од него, ама јас не си нарачав зашо I don't know. Она само тоа пие, турско кафе и Нескаф. Пошто е досадна. Имаш среќа што си сладок. Види го? Искрено многу интересно изгледа. Да, мача е. Чекај Мача, да пробаме. мача. Ајде допни го. Устрав, обага. Буквално ќе ти стече. Ќе ти излезе така се надвор. Добре. Уау. Ти се свија? Да. Млекото е помало чоколадцава, не се чоколадца, како гумени бомбони са нешто. Зошто не земав, се ме купи, дај да пробам. Смукни. Знаеш што ми има вкус? Не шо? На пудинкот што ми го правеше баба ми. Не знам каков е тој вкус, ама убаво е. Многу е бавно. Само дека не доцниме кој знае колку. Види сега, значи ние секогаш одиме последни, зашто звездите последни заминуваат, нели? Нормално дека ќе е затворено, работи до 4:45. И сега што ќе правиме цел ден? Значи, сега да те утешам, искрено за вакви паркови боле денска шема. Океј. Со мене си носам чешелче, а купив и спреј за коса, односно лак. А не можев да си земам од Македонија, пошто немаше мали, не можев да најдам. И сега се спремаме косата за сликање тука на музеот Лувар. Добро, вали да направив нешто. Тука сме сега Лувар, затворена, затоа што многу доцна доаѓаме, ама ќе правиме јаки слики. Bleeding
My words are twisted. Види ми ја косата. Малку е јака. My God. Изгледаш како некој од спомениците у музеот. Буквално, џабе се мачев да ја направам косата. Зашто изгледам како Megamind? Види, тука е Лувар, така? И доаѓаш наваму и... Кај се крие тука? Ајфеловата кула. Ден 3 и ние сме во Дизниленд! Вуху! Како се осеќаш? Прекрасно, луѓе. Јас изморив од толку што се радував. Живи се ви кажувам, прв пат сум во Дизниленд. Александар бил и претходно и е баш бајковето. Се уште немаме отидено на ролер костери, ќе пробам тука да ви снимам неколку клипчиња, да видите како е. Мада забрането е снимање на ролер костери за да не ми летне телефонот или камерата, ама ова е Дизниленд, ќе ви покажам неколку... окей, ни влезу влогот. Ќе ви покажам како изгледа малце некоја тура низ Дизниленд и... Тоа? Јас па пресрекна на влезот си спорадов, а не па кога ќе влеземе скроз внатре. Ова е влезот, ова замокот изгледа магично. Сега ќе одиме во ова хорор куќа внатре, ева малце да се исплаши, она сака многу такви језиви работи. Да, сакам и јас ми целта језива, за да едве чекам. Прејако е. Часовникот, вау. Ова е, брате, хит. Шта е ова? Ало? Тајната вечера долу се случува. Брат, не ми е страшно, што така се смееш. Види го, братот, види го, брате. Моја јако човеч. Како се осеќаш? Овече, Вау, види го, мој. јако! Дечки, многу е добро. Сами си играат картите, гледај, гледај, о мај Карти сами играат, да, види, омага. Здраво, брат ми, како си? Мики ке го крцам, ова е Мики, дечки. Кај се ноѓа? Види не, во огледалото. Во огледалото сега ќе се појави нешто, гледа се. На фацата се појава нешто, гледа се. Види ја, види ја. Сестра! Здраво! Прејак. Моментално се случува парадата. Додете да ја видите. Уоу! Mesdames et messieurs, pour des raisons de sécurité, nous vous rappelons que vos enfants doivent rester assis correctement, soit sur la banquette, soit sur les genoux. Merci. Ladies and gentlemen, Уау, дечки, видете како светка. Пресладко е, преубаво е. Знам дека ви се допадна овој влог, а ние ќе правиме уште многу вакви видеа, така да subscribe. Да, ќе патуваме уште многу. Да, цел свет ќе го прошетаме заедно.